во ред. Сега не знам дали се сеќавате, тешко би рекол дека ќе се сетите што проучувавме на 31. август, затоа што тогаш Јани превзеде да има да го води утринското богослужение со онаа негова серија од 4 предавања. И тоа јас ќе ја подсетам. Значи, тогаш темата ја насловив како големиот Вавилон и видовме една слика на тоа каков бил Израел, каков отпад западнал Израел, кој што бил невестата Божија. Израел како избран народ ја представува невестата, ја представувал невестата Божија. Меѓутоа, и знаете, Господ секојаш сака неговата невеста да остане девица, да остане невина, да остане чиста, меѓутоа тоа со Израел не се случило. Многу брзо западнал во отпад. Всушност Израел станал блудница. Блудничил со другите народи, прифаќајќи ги нивните обичаи. И се сеќавате, тогаш читавме страшни стихови од Езекијел 16 глава и Езекијел 23 глава, кој што е опишан тој пат на Израел, па еве да се подсетиме на некои од тие стихови. Значи Езекијел ќе читам 16 глава, книга на пророк Езекијел 16 глава. Читаме од 15 стих. Израел бил чист, убав на почетокот. И вели, реков од 15 стих, но твојата убавина те занесе. Ова е нешто слично, ме подсеќа на Луцифер. Но твојата убавина те занесе, вели, заради својот глас му се предаде на блудството. Своето блудство му го нудеше изобилно на секој минувач, негова беше. Од своите облики правеше шарени високи места и врз нив блудствуваше, што не било никогаш ниту ќе биде. Ти ги изеде и сребрените и златните накити со кои што те украсив јас. Од каде била убавината на Израел? Господ го накитил. Господ го украсил. Но ти ги изеде, вели, накитот и од нив си направи машки ликови за да блудствуваш со нив. Ги изеде и шарените везени облеки за да ги облечеш во нив своите идоли и ним и ги пренесуваше моето масло и мојот темјан. А лебот што ти го дадов, пченичното брашно, медот и маслото со кое те хранев, ги ставаше пред нив за пријатен мирис. Да, тоа беше така, говори Господ Бог. Ги земаше своите синови и керки, што мене ми ги роди, им ги колеше ним за храна. Малку ти беше твоето блудствување, па и моите деца ги даваше за да ги поминуваат низ оган во нивна чест. Во сите тие гнасоти, запомнете овој збор, гнасоти, многу ќе се повторува денеска. И во своето блудство не си спомна за деновите на твојата младост, кога гола, разголена се препелкаше во твојата крв. И врз сите тие зла, тешко, говори Господ Бог, си изгради за себе блудилиште на секаде подигна високи места. По сите раскрсници подигна високи места и врз нив ја валкаше со кал својата убавина. Му се нудише на секој минувач, умножувајќи го своето блудствување. Забележите ги, посебно не читаме се 30 стих и 32. О, колку слабо ли беше твоето срце, говори Господ Бог, кога го правеше она што го прават најразвратните блудници. 32. Туку како прелюбница место мажот ги примаше странците. Или примаше туги мажи, вели другиот ревидираниот превод. Израел се одметна од Господа и тргна под други мажи, прифаќаше обичај, блудничеше со другите народи, со околните народи. А не дека Господ не ги предупреди за тоа нешто. Всушност Израел во својот пат стана блудница како Вавилон денеска. Тој религиозен систем, би рекол, не само црква, туку систем. Стана неверна жена. Сеќавате во Откровение 12 глава е опишена онаа чиста жена, Христовата невеста,
како е опишена, каков е описот, а во 17 глава тоа е таа блудница, тоа е Вавилон, тоа е таа нечиста жена. Но и покрај овој страшен отпад, кој што ќе доведе до разорување на Ерусалим и на храмот и до уништување буквално и растурање на оваа нација, овој народ што Господ го избрал од страна на Вавилон и пред се од Новоходоносор, Господ има свој остаток. Затоа, ако се сеќавате, читавме во Езекиел 9 глава, кои добиле печат со знакот Тау, ако се сеќавате, оние кои што плачеле и ридале за гнасотиите што се случува среде Божиот народ. И Бог предупредил, Бог секојаш предупредува, и еве читаме во Левит 18 поглавје. Левит 18 поглавје, од 26 до 30 стих. Ова е пред да влезат во ветената земја, Господ ги предупредува и вели: вие пак пазите ги моите заповеди, моите закони, не правете ниту едно од тие гнасни нешта, ни вие, ни странецот што живее меѓу вас, зашто сите тие гнасоти ги правеа луѓето на оваа земја што е пред вас, и земјата стана загадена. За да не ве изблува и вас земјата од себе, кога вие ќе почнете да ја загадувате, како што таа ги изблува народите кои што беа пред вас. Ако некој ги прави сите тие гадости, гнасоти, душите на тие кои го прават, тоа ќе бидат истребени од својот народ. Затоа пазете ги моите повелби, за да не постапувате според гнасните обичаи, според кои постапуваат пред вас, и за да не се онечистите со нив, јас сум Господ ваш Бог. Забележите го изразот, гнасни обичаи, гнасоти, со кој што денеска така нареченото христијанство изобилува. Се повторува сликата всушност. Израел е една мала слика за тоа што е денеска така нареченото христијанство. Оно всушност паднатото христијанство Вавилон, со други зборови, блудницата Вавилон. Значи предупредување постоело. И сега да отвориме во 2 Хроникјаните 11.2, ова е пак на еден вид рекапитулација од 31. август, подсетување. 2 Хроникјаните 11.2, значи сега сме во Новиот Завет, каде што Господ вели вак, преку Павле: зашто ревнував за вас со Божја ревност, бидејќи ве свршив со еден маж, за да ве приведам како чиста девица пред Христа. И новозаветната црква, христијанската црква, е невестата Христова. Но и таа, за жал, како и некогашниот Израел, за многу кратко, уште во првиот век, при крајот на првиот век, откако апостолите заминале од овој свет, односно, освен Јова, значи сите трагично завршиле, прогонувани и убиени, црквата веќе почнувала да адаптира, да прифаќа разноразни пагански, или јас ќе кажам, гнасни обичаи. Со тие зборови се служи самата Библија. Значи, не била долго време онака чиста како што Господ сака да биде. И најдобар опис за тоа каква станала така наречената христијанска црква. И забележувате дека јас се уште не откривам која е таа црква или тој систем, затоа што ние сите многу добро знаеме, меѓутоа и тоа е и поентата, понатаму ќе откриеме во некои од другите предавања. 17 глава Откровение, тоа е описот на големата блудница. И всушност, како што носи наслов пропаст на таа голема блудница, кој што наскоро ќе се случи, за жал. И еве да го видиме тој опис од првите 6 стиха од 17 глава Откровение. И дојде еден од 7 ангели кои ги имаат 7 чаши приготвени со мене, проговори со мене, се извинувам и рече: дојде да ти ја покажам пресудата на големата блудница која седи на многу води, со која блудствуваа земните цареви, а жителите на земјата се напи од виното на незиното блудствување. Внимавајте. Рекове во некој од претходните предавања, оваа блудница седи на многу води. Од 15 стих се вели дека тоа се народите, нациите од целиот свет. Овој систем има големо влијание, светско влијание. Без друго има и над 1 милиарда членови. Една од најдоминантните цркви. Но оваа црква, овој систем исто така блудствува со цареви,
се бави, се меша во политика, таму каде што не име местото. И знаеме дека напоследокот на времето со тие политички сили ќе успее да наметне и закон, така наречен неделен закон, како што знаеме, после кој ќе стане, јас можам само да предпоставам, меѓутоа, како што вела списте Елен Вајт и самата Библија, време на неволи како што никогаш не било, значи ќе стане полошо отколку во време на средниот век и инквизицијата. Поради влијанието на овој систем, поради влијанието што го има со светските лидери, цареви, председатели. И вели ме одведе во духот, во 3 стих, во пустина и видов жена како седи на еден звер. Ова понатаму ќе стане зборем, ние многу добро знаеме што е ова. Црквата го раководи зверот, односно државата. Црквата раководи со државата. Кој што беше полн со буквални имења, имаше 7 глави и 10 рогови, а жената беше облечена во пурпурно и во црвено и украсена со злато, со скапоцени камења, со бисери, че богата, имотна црква, систем, слично како Израел на времето, богата нација, со бисери украсена, од Господа украсена. И облечена во пурпурно и во црвено, интересно. Овде никаде нема, зашто пурпурно и црвено? Зашто не е сино? Сината боја никаде нема да ја видите во облеката на блудницата. А да се подсетиме што беше сината боја? Сина крв. Ако се сеќавате, што порачал Господ преку Мојсија, што да носат таму на ресите долу од своите облеки израелците? Плава трака, врвца. Зошто? За да ги подсетува на Божиот закон. Па сетете се на едно време кога зборувавме дека Божиот закон, постојат стихови кои што може би не е 100% го докажува тоа, меѓутоа јас верувам дека бил исклесан на тие плочи кои што плочи биле од син сафир. Да ги подсеќа, значи таа сина боја да ги подсеќа на законот. Сината боја всушност е символ на послушност. Кај блудницата немате такво нешто. Блудницата блудствува. Нема правда кај неја, неправда, греф, блудствување. Затоа е црвено и пурпурно овде спомнато. Потоа начелото пак и беше напишено име тајна големиот Вавилон, мајка на блудниците. Значи оваа црква, овој систем опфаќа повеќе цркви. Оваа мајка има свој керки. Затоа велам систем, не само една црква. Мајка на блудниците на земите гнасотии, ево повторно гнасотии, ја видов жената како се опива во крвта на светите и во крвта на Исусовите сведоци, се зачудив многу кога ја видов. Овој стих кажува дека овој систем ги прогонувал и ќе ги прогонува во иднина сите оние кои што не се истомисленици. Затоа го спомнав тој неделен закон и... Но, овде сега ќе се насочиме пред се на виното, таа чаша која што ја држи оваа блудница. Ни вели вториот стих дека станал збор за вино со кое што ги опијани сите народи. И затоа, ако се сеќавате минатиот пат спомнавме, затоа е тешко да им се проповеда Евангелието на околните народи. Зато што тие се опијанети од ова вавилонско вино, од овие лажни науки. И тешко е пијан човек да те слуша и да те разбере. Ќе видиме дори после во еден стих од Еремија, што ќе очитаме, избезумени вели стихот. Дори. Ова вино ги опфаќа, како што гледаме од 4 стих кон крајот таму, целиот ќе очитаме, жената беше облечена во пурпурно и во црвено, украсена со злато, со скапоцени камења, со бисери, држејќи во својата рака златна чаша, која што е полна со вино, претходниот стих ни вели, полна со гнасотија и нечистота од незиното блудство. Јас ви реков, овој збор гнасотија, гадости, ќе се повторува повторно и повторно. Еве еден сличен стих кој што ни кажува кој е Вавилон, Еремија 51:7. Тоа нешто претходно го спомнав, меѓутоа ќе го видите изразот дека
народите, опијаните од виното на Вавилон, се избезумени. 51:7 Еремија. Стихот вели вака: Вавилон беше златна чаша во Господовата рака, чаша што го испијани целиот свет. Целиот свет, внимавајте. Кога читаме во 13 глава за првиот звер, што се вели? И целиот свет тргна под зверот. Зарем тоа не е случај? Со тоа вино народите се испијанија и затоа народите се избезумија. Опијан човек е, сигурно не е разумен, не е при здрава свест. И често пати пијаница е избезумен. Не знае што прави, може да крши, може да... И сега замислете си на таков свет, на таков народ, и до таков народ треба да стигне Евангелието, вечното Евангелие, до сите народи, народности. Зошто? И племења, нели, како што вели првата ангелска вест, затоа што тие, сите се опијаните од тоа вавилонско вино, од тие лажни науки. Ние треба да им ја представиме чистата наука, чистото Евангелие, за да и тие станат дел од Христовата невеста, Христовата црква во последно време. Сега, во престанатиот дел, ќе ги видиме кои се тие гнасоти на Вавилон. И она што Зоран го зборуваше за, тоа крадење на Христовата посредничка служба, тоа е крадење. Тоа што се случува во православни храмови, тоа што го прави попот на тој олтар и позади олтарот, кој што кажа брат Зоран, никој не смее да влезе, тоа е крадење на Христовата служба. Таа служба Христос ја обавува, посредничка служба денеска на небото. Не може никој друг земски свештеник. Но еве да почнеме. Второзаконие 7 глава. Значи сега се бавиме со тоа вино вавилонско. Така носи и наслов ова наша денешна тема. Што се спаѓа во вино вавилонско, односно во тие лажни науки, и кои се тие гнасотии, што се спаѓа во гнасотија, што е гадно пред Господа. Затоа Второзаконие 7 глава, е првиот стих, 5 Мојсеева е тоа, 7 глава, токму затоа, значи, ние сме повикани како народ да го ја однесеме веста до сите, затоа што има свој народ Господ во Вавилон, и во православни, во католички, и кај муслиманите насекаде, за да ги извадиме од таму, за да излезат од Вавилон. 7 глава, Второзаконие, 25 и 26 стих. Изгори ги ликовите на нивните богови. Веднаш не е јасно што стана збор за идолопоклонство. Ликови. Не лако ми за среброто и златото што е на нив, не земај го за да не бидеш заведен од него, зашто тоа би му било гадно на Господа, твојот Бог. Не внесувај гнасоти во својата куќа. Но што се мисли у контекст? На идоли, кипови, ликови, што сакате земете, икона. Не внесувај гнасоти во својата куќа за да не бидеш проколнат како и неа. Куќата, значи, станува проколната од тие гнасоти, ако ги внесуваш. И ти можеш да бидеш проколнат како и неа. Презри ја длабоко и грози се од неа, зашто е проклета. Овој контекст може да се каже дека идолите се проклети. Тоа е гнасно пред Господа. Тоа е силен речник, можеби, силни изрази се овие, меѓутоа, тоа го вели Библијата. Јас читам само стихови. Истата книга, 27 глава. 27 глава, 14 и 15 стих. Тогаш левитите, оние кои што биле задолжени за службата, нека го преземат зборот и нека им речат со силен глас на сите израелци: проклет да биде кој ќе направи леан или делкан лик, гнасна работа пред Господа, дело на ракотворец. Што вели овде? Леан или делкан лик, оно што ќе направи е проклет, затоа што тоа е гнасна работа пред Господа. Да не ја спомнуваме втората заповед. Што кажува втората заповед? Втората заповед стрихно забранува, или да не беше другата заповед. Да, втората заповед. А забранува делкање или правење на било каков лик. Кој е тој кој што може да го представи Божиот лик? Па да се клања на нешто што е, замислите, камен или
било што. Значи, тоа е гадно пред Господа. Ова е дел од тој систем. Вавилон. Клањање пред икони, пред кипови, било што е лик, ете. Они ќе ви кажат, па тоа е само еднака фигуративно, за да, ете, ви го доближи Господа. Па еден е посредник меѓу Бога и луѓето, човекот Исус Христос. Не може, сум го слушнал Даг Бачелор и мислам дека тоа беше негова изјава. Замислите си вие во новчаникот, предпоставувам, имате слика од својата сопруга или својот маж, и сега извадите тоа новчаникот и сликате да почнете да правите муабет со сликата. Мислам, ќе ме направи некој нека не сте токмо. Нема никаква смисла, може да ми ја доближи сликата мојата жена. Тоа е само слика. Тоа не е мојата жена, тоа е само слика. Или мојот маж. Че во ред. Што друго е гнасно пред Господа? Што друго спаѓа во оваа гнасотија вавилонска? Второ законие, повторно, се уште сме туку 18 глава. 18 глава. 9 до 12. Видите што се спаѓа во гнасно пред Господа. Што се е гнасно пред Господа. 18 глава, второ законие, 9 до 12. Кога ќе влезеш во земјата што ти ја дава Господ, значи кога ќе влезеш во Ханан, во ветената земја, што ти ја дава Господ твојот Бог, не приучувај се на одвратните гнасности на оние народи. Кај тебе нека не се најде некој кој би ги гонел низ оган својот син или својата ќерка, кој би се бавил со гатање, чародејство, вражање и волшебништво. Ова денеска ќе слушнете дека е осудено и од страна на официјално црквата која што е државна, или како да кажем, во Македонија, национална. Ова е осудено. Но, продолжува понатаму стихот, никој кој би бајал, и ова е осудено во ред, кој би повикувал духови и души на предци или кој би се обрекал на покојниците. Што е ова? Спиритизам. Ова е општање со духови на умрените. Сте слушнали што е панихида? Се молат за мртвиот, не знам што. Мислам и тоа и ред други работи, кои што е гнаса пред Господа. Господ, значи, сите овие работи ги ословува како гнасотија, што не смее да биде присутно во Божјата црква и меѓу Божиот народ. Израел на времето многу од овие работи ги практикувал, ги прифатил околните народи и така нареченото христијанство се од првиот век, при крајот на првиот век, понатаму, поготово после третиот век и Константин четвртиот век, всушност, еден куп пагански обичаи денеска се влезени во христијанството и се облечени во едно христијанско руво, всушност, или покрстен паганизам, како го нарекуваат некои. Него дочитав и 12 стих, зашто му се гади на Господа секој што прави нешто такво, заради таквите одвратности нив и ги гони пред тебе Господ твојот Бог. Што му е гадно на Господа? Бајање, вражање, чародејство, гатање, општење, повикување на духови, на души, на предци. Сето тоа е гадно пред Господа. Затоа што вие директно си имате работа со ѓаволот. Кој што некој кажа, тука Господ е Господ на живите, не на мртвите. Мртвите се знаат, спијат и го чекаат денот која сите ќе воскреснат, едни за живот вечен, други за осудување. Што друго е гадно пред Господа? Пословици. Сега да отвориме малку во Пословици. 28.9. Пословици 28.9, првиот стих. Иако не директно меѓу тоа овој стих алудира на нешто што исто така е многу присутно во Вавилон, во тој религиозен систем и кој што не е во Ирак, во Иран. Туку е христијанството, паднатото христијанство. Тоа ја го представува Вавилон. Значи, реков Пословици 28 глава 9 стих. Кој го отклонува своето уво, за да не го слуша законот, и неговата молитва е омразена.
Други преводи велят гнасна. Че овој стих алудира на тоа, дека ако го отклонуваш увото, очите, умот свој од законот, го тргаш законот на страна, не е битен, укинат, не знам, сменет, тогаш твојата молитва е омразена, гнасна пред Господ. Или Пословици 15 глава, 8 и 9 стих, исто во тој контекст. Жртвата на нечестниот кој е нечестниот? Неправедниот, оној кој што го крши законот, му е омразена на Господа, а мила му е молитвата на праведните. Патот на нечестните му е омразен на Господа и возле му е оној кој оди по правдата. Оној кој што го крши законот, оној кој што повикува дека не постои, дека може да се крши. Сето тоа е гнасно пред Господа. Оној кој што чепка по него, смета дека може да го смени, да промени било каква заприка, титла, вели таму. Сето тоа е гнасно пред Господа. Значи, оној кој што не одвраќа, ако одите во црква и тој што проповеда или свештеник и било што е, ве одвраќа од Божиот закон, то не е Божја црква. Тоа се гнасоти пред Господа. Тоа е едната работа. Меѓутоа, постои една друга крајност. Во Лука, сега ќе отидеме во еден новозаветен текст, значи во Лука 16 поглавје 15 стих. Што вели Исус овде? Што друго е омразено и гнасно пред Господа? Тогаш ќе ни стане јасно зашто Исус така се однесува спрема фарисеите. Иако со плач во своите очи, со плач во своето срце, меѓутоа ги нарекувал породи, аспидини и така натаму, да не кажуваме, да не шириме многу повеќе, меѓутоа овој стих ќе каже се, Лука 16:15. И им рече, Исус им вели на фарисеите: вие се представувате за праведни пред луѓето, но Бог ги знае вашите срца, зашто она што е меѓу луѓето се смета за високо, пред Бога е гнасно. Што е ова? Зашто станува збор овде? За самоправедност. Оној кој што се удира во гради, оној кој што смета дека е праведен, дека ништо не му фали. Сега овде гледаме една врска зашто Лаодикеја или Лаодикејецот Господ ки го изблува од својата уста, зашто тоа е гнасно за него. Значи, оној кој што го трга законот од вас и смета дека е невалиден, не постои или не знам е укинат, тоа е гнасно пред Господа. Тој не е од Бога, али и оној, меѓутоа и оној кој што се смета дека е доволно праведен, па не му треба ни спасител ни ништо, си удира во гради, исто тоа е гнасно пред Господа. Само праведноста е гнасотија пред Господа. Знаете, денеска во тој систем, и како и порано може би било повеќе застапено, меѓутоа денеска тоа е застапено. Луѓето се камшикуваат, луѓето се само повредуваат, луѓето прават дела човечки своји, за да на тој начин го умилостиват Господа и мислат дека на тој начин ќе го задобијат спасението. Не, Господ вели тоа е гнасно. Мартин Лутер сватил дека тоа е гнасно и сватил дека човекот со вера ќе живее. И предизвикал една голема револуција, реформа на европско тло. Не само тој, и пред него и после него, поготово после него имало многу големи реформатори, кои што еден по еден почнувале да ја откриваат чистата вистина, чистото Евангелие. И сега, што друго е блудство, односно гнасотија пред Господа, тоа е, веќе прочитавме во Откровение 17.2, тоа е блудствувањето на овој систем со царевите, мешање во политика и политички работи. Тоа е црква, тоа е систем кој што нема од Господа сила, затоа бара сила од вториот звер да им ги врши работите, затоа бара сила од големите цареви кои што му се поклонуваат на, кој што знае да каже братјани, на еден буф таму во една шума во Америка. Значи, тоа е исто гнасно пред Господа.
Следно нешто што е гнасно, повторно во Второзаконие, 14 глава. Второзаконие, овој пат 14 глава. Трети стих. Овде е подобар преводот на Даничич Караджич. 14.3 Второзаконие вели, не јадете ништо нечисто. А Даничич Караджич вели, не јадете ништо гадно. Така ли? И потоа, Господ кажува, што е чисто, што е нечисто. Станува збор за храна. Значи, ако некој смета дека оно што Господ го обележал како нечисто, може слободно да го конзумира, тогаш е грешка и во заблуда. И тоа е гадно пред Господ. А денеска во тој систем се јадат еден куп работи од овие кои што овде се забранети. Не само свинско. Еден куп работи. Јадат и жаби, и змии, што уште не јадат. Сетете се, првата ангелска вест, исто така, меѓу другото ја вклучува и здравствената реформа. На никој начин не можете да го прославите Господа ако јадете она што е гадно пред Господа. Добро, Еремија 32-35. Ајде видиме друго што е гадно пред Господа. И што е дело од ова вавилонско вино, кое што го опијани и избезуми целиот свет. Ако некој збор највеќе одговара за денешниот свет и состојбата на денешниот свет, е баш тој одговара. Избезумен. Светот денеска е буквално избезумен, не познавајќи ја вистината. Чистата наука. Значи, Еремија 32-35. Видите што вели овој стих? Овде се крие еден принцип. Самиот стих не кажува многу, меѓутоа принципот ќе го видиме во овој стих. Еремија 32-35. Стихот вели, и претходно мислам во еден друг стих се спомна вакво нешто, но овој стих вели, му подигаа високи места на Ваала во долината Бен Еном и своите синови и керки му ги поминуваа низ оган на Молоха. Ова за израелците станува збор. Што јас никогаш не им заповедав, ни на ум не ми падна да правам такви гадости, ниту би го пуштил Јуда во таков грев. Че му подигаа високи места на Ваал во долината Бен Еном и своите синови и керки му ги поминуваа низ оган на Молоха. Ке речете денеска никој не постои таков религиозен систем што го прави ова. Во ред не постои, меѓутоа принципот кој е овде што се крие? Што е верувањето во пеколот, ако не нешто вакво? Синовите и керките поминуваат низ оган. И тоа 100 пати по-гнасно е тоа да мислиш дека Господ кој што е љубов ги гори тие синови и керки и ваши родни и пријатели, да речеме, неправедните, сите оние кои што спаѓаат во таа група неправедни, сета вечност во пеколот. Ова е голема гнасотија, ова е големо искривување на Божиот карактер. Ова му е гадно на Господа. И ова е застапено во тој религиозен систем. И дури ако сте го гледали, еве пак ќе се пристав на филмот за Мартин Лутер, или еве сте читали од Големата борба или други историски книги, во средниот век токму тоа се користувало за да се заплаши народот, за да пушти некоја паричка повеќе. Токму во филмот цела една бина прават на сред цело таму сред град, да кажеме, и излегуваат представа. Со представа како, па дури тој Тецел, мислам дека беше, што го глумеше, верем, Тецел во филмот, си ја запали раката, дланката си ја запали за да им покаже, еве, колку тоа боли, а камоли кога ќе горат нон-стоп во оганот. За да не завршите таму, пуштите некоја паричка. Замислете. Тоа е гадно пред Господа. Пословица 17.15. Значи, ова претходно што спомнавме, демекете Господ е луд, разјарен, да, ние сме као скарани со него, немаме контакт, ама он е луд, разјарен и ние мораме сега да принесуваме некаква жртва крвна, било што, за да го умилостивиме. Па и пеколот е на некој начин.
такво нешто и тоа нешто. И сега Пословици 17:15, нешто друго што е гнасно пред Господа. А го има во Вавилон. Пословици 17:15. Кој го оправдува виновникот и кој го осудува правиот, двајцата му се омразени на Господа. Или гнасни му се на Господа. Прочитаме уште еднаш, кој принцип е овде и што всушност офаѓа овој стих. Кој го оправдува виновникот и кој го осудува правиот, двајцата му се омразени на Господа. Кажете ми што правеше тој систем, средниот, значи сите тие 1260 години поточно. Што правеше? Кого гонеше? Кого оправдуваше? Се гледале може и филмови, бркаа вештерки и ги спалуваа на клади. Вештерки, оние кои што читаа Библија. Имаше еден филм, не можам никога да го најдам, а толку ми беше убав, со Деми Мур, Скарлетна буква се вика, и токму се одвива действието тоа време, за време на средниот век, и затоа што, не знам што беше баш поентата, меѓутоа неја требаше да ја спалат на клада, затоа што ја условија како вештерка, сосема неправедно. А тоа е само една жртва, еден куп жртви. Станува збор за стотици милиони, според некои историски записи и докази. На праведници, кои што се осудиле да земат Библија да читаат, биле спалувани. Денеска ние живееме во едно општество кое што, кој ви гарантира вас дека судот е прав? Судот е прав, еве во Македонија. Кој суд воопшто е прав? Освен Божиот, оној кој што се гледа, оној кој што ги чита и мислите, оној кој што ги има сите факти и податоци пред себе, тој може да пресуди како што треба, не човечки суд, човек кој што може многу лесно да го корумпирате, да му фрлите паричка некоја и така на тоа. И да пресуди за оно што е неправеден. Значи, лејање на невина крв, осудување на невини. Сега е интересен дел, кој што е, ова е исто политички некоректно да се каже денеска, и тоа јас верувам дека сите ние имаме сила ова да го кажеме, многу гласно и јасно, и дури јас би рекол некојаш кога има такви некои собери, ние треба да биме присутни на такви собери. А еве што е ова, што е гнасно самото по себе, е разбирливо дека е гнасно, меѓутоа денеска на Европската Унија, ова не е гнасно, туку дури го бараат од вас ако сакате да бидете член во Европската Унија. Неверојатно. Пословици 17:15, не, се видимо Левит 18:22, Левит 18:22. Погодувате ли што е ова? Еве, пред некој ден во Белград ја забранија парадата на гордост, ја нарекуваат. Левит 18:22. Па председателот Николич беше, да? Кој што знаеме претходно кој беше и што беше, барем ете тоа што следам, сега изјави дека не требало да се забрани парадата, затоа што на тој начин си го затвараме патот кон Европската Унија. Никогаш да не влеземе. Јас би рекол. 18:22 рекол. Не легнувај со маж, ова се однесува на мажите, не легнувај со маж како што се легнува со жена, тоа е гнасно и одвратно. Појасно здравје. Мислам, ова самото по себе, самата природа наша ќе ни каже дека е гнасно. Меѓутоа, тие веќе се таму неприродни, тие се избезумени, тие пијат секој ден вавилонско вино. Тие не се трезни. Запијани се пијани, избезумени веќе, кој што читавме во Еремија.
И сега овде ти налагаат да ти прифатиш такво нешто, што е неприродно, што е гнасно пред Господа, читајте во Римјаните 2 глава, 1 глава всушност. Никој нема право и не смее, тоа е христијанството, да го осудува хомосексуалец. Меѓутоа, хомосексуалноста, не станува збор тоа, треба да се жигоса. И сега, која веќе се назборувавме за еден куп гнасоти кои што се присутни во тој систем, а не смеат во Божјата црква да бидат, затоа што Господ ја сака чиста, невина, девица. Што е најгнасното? Така вели Езекијал. Овие стихови ги спомнавме во некој од претходните предавања. Езекијал 8 глава. Која е најголемата гнасотија? Знаете, кога на Езекијал во видение Господ ќе му ги покаже тие гнасотии што се прават меѓу Божиот народ, меѓу Израел, тогашен, и ќе додаде, че Езекијал 8, 16-17. Еве, од 14, за да се вклопите во контекстот, и ме поведе до вратата на Господовиот дом, до светилиштето, што се свртени, значи, до вратата, што се свртени кон север. И ете, таму седеа жени и го оплакуваат тамуза. И ми рече, гледаш ли, човечки сине, а ќе видиш и полоши гнасоти од овие. Што е полошото од ова? И од се тоа што кажавме? И ме поведе во внатрешниот двор на Господовиот дом. Таму при влезот во Господовиот храм, меѓу тремот и жртвеникот имаше околу 25 луѓе свртени со плеките кон Господовиот храм, а со лицето кон исток. И таму кон исток му се поклонуваа на сонцето. Господ вели, еден куп гнасоти овде му покажува на Езекијал во визија и му вели, ќе видиш уште поголеми гнасоти. Му се клањаат на сонцето. Ке рече некој, па кој му се клања денеска на сонцето? Па добро, може буквално никој не му се клања. Има некој може би тамо. Не знам како да ги наречем, што не се христијани. Меѓутоа, христијаните што правиме со нив? Па кој ден се светкува денеска? Да прашам. Се сеќавам на Владо, како се викаше презимето, ако му беше, се сеќавате што доаѓаше кај нас еден период. Идејќи на кај католичка црква, често пати тука поминувал и секојаш била затворена црква. Поминав, вика, затворена црква. Како бе, Владо, викам, затворен? Па викам, у недела поминувал, по недела е затворена, нормално. Сабота требало да поминеш, за да ја најдеш отворена. Адвентистите на седмиот ден и уште некои така посетни деноминации се тие кои што го светкуваат саботниот ден, на тоа повикува првата ангелска вест. Тоа е ден кој што е знак меѓу Бога и Божиот народ, тоа е ден кој што покажува кој е Божи народ. Тоа е ден кој што укажува на Создателот, кој што исто така 6 дена, зборувавме за тоа, се сеќавате, работел, завршил се и од седмиот ден се одморил, а 7 ден е сабота. Тоа Библијата многу јасно го покажува. Неделата, многу убаво им ставили име Sunday, Зонтак или на некои други јазици, тоа е денот на сонцето. И 25 декември, знаеме, не е роден ден Христов, туку исто така ден на сонцето. Значи, дали тоа некој денеска не му се поклонува и не му служи на сонцето? И тоа е најголемата гнасотија, вели му Господ преку Езекијал. Нека се запрашаат, ете, сите оние кои што на нас може би ни е перфектно јасно, меѓутоа оние кои што може би подоцна ќе гледаат, нека се запрашаат, нека ги разгледаат повторно овие стикови, нека ја земат Библијата, нека искрено на колена во молитва проучуваат и да сватат дека сите овие работи се гнасни. Значи, поубав израз не можел да најде Светиот Дух, нели, кој што ги инспирирал сите овие стихови што ги читавме. Светкувањето на неделата е идолопоклонство и тоа е гнасно. Но Господ има свој верен остаток,
А тоа е остатокот кој што во 9 глава, значи веднаш после ова, откако Господ на Езекијел ќе му ја покажи најголемата гнасотија, му кажува во 9 стих, во 9 глава, се извинувам, за верниот остаток. И денеска во тоа христијанство, така наречено, Господ има свој остаток. А тоа се оние кои што нема да ги прифатат овие гнасоти кои што ги спомнавме. Ке им бидат одвратни како што му се одврати на Господа. Нема да го прифатат денот на сонцето, туку го светкуваат Божиот, Господовиот ден. Тоа се оние кои што ќе бидат запечатени и ќе го добијат знакот Тау. Еве да читаме во 9 глава. Во Езекијел. Тогаш извика во моите уши со голем глас и рече, извика всушност: казна за градот, приближите се секој со своето гибелно оружје во раката. Идете дојдоа 6000 луѓе од горната врата, и кога се однесува на Ерусалим, тогаш на Израел, што се и казната што ќе ја добие од Навуходоносор, меѓутоа тоа се пресликува и во денешно време. Што се свртени кон север, секој со гибелно оружје во раката, меѓу нив имаше еден облечен во ленена облека со писарски прибор во појасот. Тие влего и застанаа покрај бронзениот жртвеник. А славата на Израелевиот Бог се крена од херувот над кој што трпереше кон прагот на домот. И го повикаа човекот облечен во ленено кој имаше писарски прибор во појасот. И Господ му рече: помени низ градот Иерусалим и обележи го со знакот Тау. Одбележи ги со знакот Тау. Челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават во него. Внимавајте, овие не само што не ги прифатиле овие гнасоти, но не се ни равнодушни, туку тажат и плачат заради гнасотиите. Заради браќата, сестрите своји, христијаните, кои што ги практикуваат овие гнасоти. А на другите им рече, 5 стих, пред моите уши, тргнете по него низ градот и убивајте без милосрдие. Ова е период кога Господ веќе нема да има милост. Сето оно што е гнасно, ќе го уништи, ќе го очисти. Господ има свој народ, Господ има свој остаток. И фала му на Господа што ни е открил оваа вистина. Троангелската вест е токму порака за ова време, кој што треба да им однесеме на сите оние опијанети околу нас, кои што, навистина, некои од нив се избезумени, некои се уште можат да разберат, се уште може да допре гласот Божи до нив, да ги повика и да се спасат. Тоа е наша одговорност, тоа е наша одлука. Налог, всушност. Нека Господ ни помогне во тоа, да оваа вест ми ја однесеме на луѓето, за да сватат кое е чистото и вечно Евангелие, а што се друго спаѓа во лажно Евангелие, што се друго спаѓа во пагански обичај, нешто што всушност е гнасно пред Господа. Нека му е слава на Господа за сета откриена вистина. Амин.